Евгене, повторно во училницата и повторно погодете што? Математика. Така е. Обилениот предмет на Лука. Добар ден, Така е. наставничке. Добар ден, Лука, одамна не сме се видели. Одамна, да. Не сме се видели, ама секако да се представиме за нашата публика. Така е. Кои сме и од кај доаѓаме, може? Добро, јас сум наставничката Сања, наставник по математика во Основното училиште Марко Цепенков од Зелениково. Супер. И денес ќе имаме математика за 6-то одделение. Денешната лекција ни е агли во триаголник. Супер. Може да почнеме? Може. Еве вака. Наставничке, јас си работев дома, немој да мислите Да. дека не сум учел. Сега ќе провериме Време Лука сум. колку. Домашно И имаш? вежбав во вежбанката, да. Да, И ќе домашно провериме се. после. Дали си напишал од лекциите кои ги пропушти. Ајде. Што ќе учиме, значи да видиме? Агли во триаголник. Супер. Е вакана нека не избрише таблата, ние може да почнеме, еве и ножички носам. Денес имаме да откриеме нешто што важи за збирот на аглите. За таа цел, Лука, најпрво ќе поставиме една права. Ајде. Така, и на низа. Да видиме само дали може да означиме точка на низа. Еве од тука за да може. супер. Добро, одлично. Еве вака. Во рацеве држам 3 триаголника, таму имаме уште 2, ќе ги искористиме и тие. Само вака ќе ги треба повторам помош таму, да? буквите, да ги повториме, а можеш во меѓувреме овде да ми ги испишеш буквите за да може убаво гледачите да ги видат. Аха, добро. Не знам колку се познаваат вака. Овдека ни е алфа, бета и гама. Лука, еве ти еден. Се сеќаваш каков триаголник беше овој? Така, овој триаголник. Таму кај што не пишува, да не пишувам, така? Да. Овој, мислам, Триаголников каков? Остроаголен, тапоаголен, Тапоаголен. тапоаголен. Тапоаголен, Така. да. Значи, еве ни еден тапоаголен триаголник. Сега ќе ги сечам аглите на триаголников. Еве ги. Еве, ќе држам. држи, да. Еве го аголот бета. И кај мене остана. Држи Лука да ги сечеме сите треба. Ајде. Еве ги аголот алфа и гама. Ајде да ги поставиме. Значи, триаголникот го исековме на составни делови. Сега да видиме што ќе се случи со неговите агли. Еве го аголот алфа. Ова. Овдека ни беше аголот алфа. Ајде да ги поставиме тука. Ајде. Еве го аголот алфа. Лука, кај тебе е бета, може да ми го дадеш бета? Еве го бета. Да го Да. составиме тука каде што заврши алфа. Ајде. Вака, Лука. Ова е бета, значи овдека. Ајде. Со врвот, тука Мислите залепи. вака? Да. Ајде. Не, убаво врвот да залепи тука. Ајде. Добро. И еве го аголот гама. Аха, еве може да Што покажеме на забележуваме? камерите. Дека права Дека- 180 степени. Така, лежат. Лежат Направо. сите на Сите истата три, права. иако ги сековме, кога ќе ги составиме еден до друг, бидејќи беа на различни страни од триаголникот, кога ќе ги ставиме еден до друг, заедно трите агли формираат една права. А Така. знаеме дека правата ни беше всушност аголот 180 Степени, така. Добро, може да ги земеме овие, овој ни беше тапоаголен триаголник. Добро. Еве имаме сега остроаголен. Добро. Еве ќе помогнам. Еве го аголот алфа. Добро. Може Ана, вака може да можеш? се свртите за да се гледа. Да, еве, учни со алфа во точката. Вака. И сега добро, бидејќи ја другата допираме страна. таблата, всушност пишуваме пониза. Еве го Бета. бета. И И ево га. Лука, дај ни го и гама, да видиме што ќе се случи со остроаголниот. Истото ќе лежат на Забележуваме дека На повторно права. трите агли формираат Формираат една 180 права, степени, односно 180 степени. ето таму значи правилото дека алфа плюс бета плюс гама е 180 степени. Еве сега, Лука, ќе го провериме тоа и со правоаголен триаголник, Ајде. значи видовме тапоаголен, Така. видовме остроаголен, еве сега имаме овдека еден правоаголен триаголник, Еве, точката ни можеш да значеше сечеш аголот сега. 90 степени. Еве јас ќе помогнам да исечам. Било каде погоре можеш. Еве. Добро. И тука. И овде еве бета. И еве го правиот агол. Еве го правиот Ајде да агол провериме. алфа ни беше. Така. Еве го аголот Бета. бета и еве го аголот
гама. Забележуваме дека формираат права, односно 180 степени. Да. Сите триагли ги поставивме во една точка, во почетокот, на рамниот агол и добивме повторно дека формираат 180 степени. А овде имам уште два агли, уште ги сечеме? Да, уште, еве, Ајде. само различна големина се. Да. Еве, јас ќе ги пресечам на брзина. Уште овие два, да. Ајде, тука. Да се увера дека важи за Да. било кој. Еве, ова. Добре. И ова ќе ми сечам јас. Значи имаме Покажи само дека тоа е правоаголен Еве, лука. ова е правоаголен, Имаме може алфа. да гледате. Еве точката, тука на во точката да А, видиме. да, пошто гама прва ставиме. Добро, не е проблем, се едно сите три битно да ги наредиме еден до друг. Еве ги. Еве. Еве ги. Повторно, значи без разлика која големина е тапоаголниот триаголник од троаголниот, еве сега ќе видиме и со правоаголниот, претходниот правоаголен триаголник ни беше поголем, ова е помал, Еве, опа. но 7 пати ми пат. Прво имаме алфа да најдеме. Алфа, еве. Не знам дали да ги пишувам бидејќи. Алфа. Може еве и обратно да ги ставиме гама ќе ја ставиме. така, Браво. да видиме дека не зависи од редоследот на наглите. И повторно е Еве, истото. Повторно е 180. 180, Значи, така. било кој триаголник да го земеме, секогаш збирот на аглите во триаголникот ќе ни биде 180 степени. Супер. Ајде, Да сега... избришеме таблата? Да, може. Имаш ваква. Неката. Нова фаја. Да. Овдека имам картички со напишани големини на агли. Еве ги. Едниот агол во триаголникот нека е 60 степени, другиот 40 и третиот е 80. Дали ова може да бидат агли во триаголник? 120 и 60. Не може. Зашто? Бидејќи- 120 и 60, колку е? Не е 60, ама... Аха, 120 и 60 е 180, да, точно. 180. Значи, Точно. ова може да бидат агли во триаголник. Бидејќи имаме, еве ги, 60 и 40, 100 и овие 80, 180 степени. 180. Значи, овие три може да бидат Така. агли на некој триаголник. Што е со следниот пар? Имаме 64, Така. 65 и 50. Не може. Овие не Зошто може. Ана не може? Па затоа што е 179 така му доаѓа. Така. А и еден степен ни фали, што значи дека не може да се И да е направи. еден, значи не може. Мора да бидат Цело е 180. кога има се. Токму Така. така. И третиот пар се 61, 50 и 70. Дали овие може да бидат агли во триаголник? Не можат. Не може, зошто? Бидејќи е 181, значи Така, имаме тука имаме плюс. едно повеќе и повторно нема да може. Мора Така. значи да е точно 180 за да бидат агли на некој триаголник. Така. Само да им ги запишеме и примерчињава на Интересно, не сум го учениците. знаела ова. Значи првиот пар Сакате беше јас да ги запишам? Може. Пушти ни го пенкалцето, Ево. лука само Аха, запишувам. добро. Хайлайтерче. Ќе го намалиме малку. Значи првиот пар беа 60 степени, 40 степени Добро. и 80 степени. И значи како проверуваат учениците дали може да бидат агли на триаголник со тоа што ги собираат. 60 плюс 40 плюс 80, тоа е еднакво на 180 степени, што значи ова може да биде. Ајде да Следниот видиме. пар беа 64. 64, 65 степени и 50. Значи, овдека имавме 65, само степените да не ги заборавиме. И тука имавме збир од 179 степени, Кој што а не може. ова е различно од 180 степени, значи овие не може Не да може, бидат така. агли во триаголник. И последното ни беше 70 50 и 61. А сега овие кога ги собравме,
тука добивме збир од 181 181 и степен. 100. И ова повторно не е еднакво на 180, што значи Не. нема точно. да бидат агли во триаголник. Така. Сега, ова знаење ќе го искористиме за да пресметаме агол во триаголник кога ни фали. Аха, да. Еве овде може да пишуваме. Ајде. Може? Еве вака. Сега ќе јас да запишувам? Ти ќе решаваш. А јас ќе решавам. Јас ќе запишам Лука, а ти ќе решаваш. Еве, нека ни е даден вака еден триаголник и знаеме дека овој агол овдека има 45 степени, овој овдека 55 степени. Да го најдеш колку е аголот гама. Ајде. Повели. Па еве формулата. Ова е алфа, ќе си ги забележам вака. Така. Алфа плюс бета плюс гама е еднакво на 180 степени. Според тоа ги заменуваме 45 степени плюс 55 степени плюс гама е еднакво на 180 степени. Односно 5 и 5 е 10, едно памтиме, тоа е 100 Така. степени плюс y Гама. плюс гама е еднакво на 180 Така. степени, односно гама гама ќе биде. ќе биде 80. Само постапката да Односно напишете. 180 степени минус 100. Така, 180 степени минус 100. Еве, може да Одлично. видат гледачите. Браво, Лука. Одиме сега. Ако имаме вака, Еве ти повели. Ајде, следна сум. Имаме таму 90. браво Ана. Ана, остро око. Како ќе го најдеме сега гама, бидејќи Аха. на цртежот тебе ти гледаме се- само 30-ка. Само едно ти е дадено, сега како ќе го Така, најдеш? меѓутоа овде гледаме дека имаме нормални прави, што значи дека формираат прав агол 90 степени. Така, и всушност повторно како да ни се дадени Така. два агли. Алфа да речеме би било Така, од цртежот заклучуваме Е, дека 90 алфа е 90 степени, степени. значи 90 степени плюс Така. 30 плюс гама е еднакво на 180. 90 и 30 120 плюс гама е еднакво на 180. Гама е еднакво на 180 минус 120, значи гама е еднакво на 60 степени. Супер. Така. Браво. Јеј! Имаме време за уште задача? Имаме. Имаме, добро, Имаме, тогаш ајде. може да избришеме Имаме табло. уште Може? некоја задача, може да решиме. Добро. Значи, Ја па дезинфицираме може табло. да Може. се постави Може и таму таму, ајде, задачата Лука, за да. да Може. купиме време Еве. Јас ќе ја запишам. или да Нацртете се еден реши. триаголник, еве Лука. Ајде. Добро, ајде сега алфа да не го знаеме. Алфа не го знаеме. Добро. Овдека. Уште еднаш ќе го Ајде. нацртам поубав да биде и поголем. Да може да го видат и гледачите. Еве. Еден триаголник. Алфа еве го. Така, алфа ќе ни биде непознатиот. Овде нека имаме 35 степени, Добро. а горе нека се 95. 95 степени. Ајде, сега да го најдеме колку ќе биде алфа. Алфа плюс бета плюс гама. Иако ја знам формулата на памет, секогаш се Секогаш треба запишувам, да се пишува така. за да можам да не сгрешам некаде. Така. Ова не го знаеме, алфа не ја знаеме, бета е 35 степени. Значи, ова е бета, ова Така. е гама. И Плюс 95 степени. Тоа е еднакво на еднакво, 180. Добро. Алфа плюс ова го собираме. Тоа е 130. Така. 130 Имаме дека алфа плюс 130 е е еднакво на 180. Односно, алфа е еднакво на 180 минус 130. Така. 130. Односно, алфа Алфа ќе биде еднакво на 50 Така. степени. Еве го. Само ќе им кажеме уште еден начин на учениците како може да ја решат истава задача, затоа што може да забележиме дека секогаш од збиров на трите агли го одземаме збирот на двата познати агли. Значи, наместо на овој начин да испишуваат задачата,
Значи, повторувам, оваа постапка е точна. Само Да. покажуваме уште еден начин како може Ајде. веднаш да смеат да запишат дека алфа е еднакво на 180 степени минус, па во заграда, Така. бета плюс гама. Многу И побрзо вака алфа ќе си ги е добијат така. 180 степени минус 35 имавме плюс 95 и алфа е, повторно го добиваме тој чекор таму, 180 минус 130. 130 степени, односно алфа е еднакво Пет. на 50 степени. Значи, и на овој начин е точна задачата. Како има полесно на учениците, така може да решаваат. Ви благодарам, учителке, наставничке, и ние ќе одиме со еден джингл, па ќе се вратиме повторно тука.